Добар ден, драги ученици. Се наоѓаме во е-училницата. Денес имаме предмет математика во трето оделение. Јас сум наставник Светлана Воговска од Основното училиште Лаже Конески 9. По предметот математика, денес ќе разговараме за препознавање на геометриските тела, нешто што ви е познато од претходните 2 години. Што очекувам од вас на овој час? Да ги препознавате геометриските тела, да ги именувате геометриските тела, да ги применувате знаењата во секојдневниот живот. Геометриските тела се наоѓаат насекаде околу нас и вие треба предметите да ги препознавате во каква форма се наоѓаат. Геометриските тела уште се нарекуваат и геометриски 3D форми, затоа што имаат 3 димензии. Тоа ќе го учиме наредниот час. За денес ви погодив интересни асоциации, кои што вие треба да погодувате и да ги откриете сите оние работи што се кријат под нив. Значи, денес разговараме за геометриски тела, тогаш ќе видиме за кои геометриски тела станува збор кога ќе ги откриваме асоциациите. Да започнеме. А1, Б2. Се надевам дека веќе ви е јасно. Се работи за, така е, топка. Се работи за топката, да го откриеме целото поле. Одиме на втората асоциација. Нешто се крие. Препознавате веќе, Б2. Еве, веќе откривме. Тоа е конус. Конусот ми личи на корнетот од вашиот сладолед. Така е, браво за вас. Одиме натаму. Б1. Нешто дзирка, ама не знаеме што е. Немаме ништо. И тука немаме ништо. И овде немаме ништо. Тука нешто дзирка. Веќе нешто се покажува. А2. Еве, веќе се покажува. Сега веќе сте сигурни, тоа е пирамида. Одиме натаму. Веќе насетувате што е. Секојдневно ја користите. Кога играте Не лути се човече и кога играте други игри, тоа е, така е, коцка. Многу предмети и кутии кои што ги користиме личат на коцката. Одиме натаму. Нешто се крие, ама не знаеме што е. И тука нешто ни покажува, меѓутоа се уште не сме сигурни. Дали можете да откриете? Така е. Еве, ќе го откриеме целото поле. И ќе дознаеме дека тоа е квадар. Браво! Одлично сте ги запомниле геометриските тела. Да видиме што се крие овде. Немаме ништо на ова поле. И овде немаме. Да видиме во А2, веќе нешто се покажува. Еве и В2. Насетивте, знаете што е. Така е, тоа е цилиндар. Значи да се подсетиме и да заокружиме. 3D форми се коцка, пирамида, квадар, цилиндар, топка.
Конус. Доволни се тие засега да ги знаете, зашто и во наредните години ќе изучуваме нови 3D форми. Сега формите ви подготвиле гатанки, а вие треба да ги погодувате. Каква форма сум јас? Немам рамна површина. Имам само една заоблена и искривена површина. Јас сум топка, браво. Еве, топката ви се заблагодарува и ви кажува браво, јас сум топка. Еве, фудбалската топка која секој ден играте со неа. Каква форма сум јас? Имам само една заоблена и искривена површина. Имам една рамна површина. Што мислите? Една заоблена површина и една рамна површина. Мојата рамна површина е круг, значи долниот дел на рамната површина на формата е круг и има една заоблена крива површина. Што мислите? Точно. Еве ви кажува, јас сум конус. Еве го конусот, ете рамната површина, еве заоблената површина и горе има теме или врв. Браво! Ви потврдува, јас сум конус, личи на вашиот корнет од сладоледот. Еве. Каква форма сум јас? Имам 6 рамни површини. Моите рамни површини се квадрати. Така е, јас сум коцка. Значи, коцката секој ден ја користите. Највеќе кога играте на лути се човече и кога ја склопувате магичната коцка. Еве, коцката ви вика браво, јас сум коцка, а еве магичната коцка која многу мака ви задава додека ги пронајдете, точно да ги подредите сите бои. Каква форма сум јас? Имам една заоблена искривена површина. Имам 2 рамни површини. А моите рамни површини се кругови, ги гледавме досега, ги откривавме сите форми преку асоциациите и сега сами треба да откриете и да погодите. Така е, еве ви вели јас сум цилиндар. Еве до цилиндарот, кажува браво, ме погодивте, јас сум цилиндар. Еве вашата лименка со сок, што секојдневно ја користите во форма на цилиндар. Ајде да откриеме сега каква форма сум јас. Имам 6 рамни површини. Сите мои површини се правоаголници, ама може да бидат и правоаголници и квадрати. Јас сум квадар. Еве, квадарот ми вика браво, јас сум квадар. Еве, што го употребуваме секојдневно во нашиот живот. Значи, да заокружиме, геометриски тела се коцка, квадар, пирамида, овие уште ги нарекуваме и рабести геометриски тела, зашто ќе учиме наредниот час, само да се потсетиме дека имаат сите рамни површини, а рамните површини се составени со рабови. Цилиндар, топка, конус. Значи, овие геометриски тела се валчести геометриски тела или закривени со криви површини, а можат да имаат и рамна површина, но немаат прави рабови, туку гледате дека се заокружени со крива линија. За домашна задача за наредниот час ќе треба да изработите од картон по едно геометриско тело за да направиме колекција на 3D форми, затоа што во наредниот час ќе ви требаат да ги одредувате цидовите, рабовите и темињата на 3D формите.
Ви благодарам на вниманието, поздрав и довидување до следното видување.